За неколку недели ќе се знаат мерките кои ќе ги преземе Народната банка за помош на младите да дојдат до својот прв дом. Гувернерот Трајко Славевски им ги презентирал предлозите на деловните банки, пошто треба да се донесе одлука. Една од опциите на владата, што ја поддржува Славевски, е поврат на ДДВ за младите кои купуваат прв стан исклучиво за живење, не за инвестирање. Народната банка прави анализи како да им помогне на младите парови и самци полесно да стигнат до прв дом, но и како да спреча злоупотреби врз пазарот со недвижности. Славевски вели во развиените земји се прави разлика меѓу условите за кредитирање на станови за живење и оние за инвестирање. Јас би поддржал мерка, како што беше и вашето прашање, за поврат на данокот на додана вредност на лица кои што за прв пат купуваат стан. Ние оставивме простор од 3 недели, им ги доставивме нашите идеи до банките, добивме нивни размислувања, некои прифативме, некои не можеме, што е сосема нормално, затоа што тргнуваме од различни позиции. Банките си го гледаат сопствениот интерес, но интерес е на банките да го намалат и ризикот при кредитирањето. За да има точни податоци околу цените на становите, клучна е улогата на катастарот. Директорот Живковски вели дека до крајот на септември повторно ќе се воспостави регистарот на цени и закупнини, за точно да се знае цената при купопродажбата на некој објект. Овој регистар кој треба да ги содржи трансакциите со недвижен имот беше воведен уште во 2015 година, но престана да функционира пред неколку години. Од катастарот велат дека се прават последните подготовки за да се обезбедат точни податоци, бидејќи имало големи разлики помеѓу цените во преддоговорите за време на ковид кризата и цените по кои сега се продаваат становите. Во општина Центар во 2021-2022 година, а кога биле склучени истите преддоговори, цените се движеле некаде од 1400 до 1500-600 евра, меѓутоа сега нас ни доаѓа главен договор врз основа на тој преддоговор кој што бил склучен, меѓутоа реалноста е дека во моментов доколку сакате да пристапите кон склучување на преддоговор за купопродажба на недвижен имот во општина Центар, износите се околу минимум од 2000 евра па до 2700 и 800 се движат во моментов. Министерството за финансии пак прави анализи дали од нова година ќе остане повластената стапка од 5% за купување стан или ќе се врати старото решение од 18%. Градежниците веќе најавија дека ќе побараат да остане во важност стапката од 5%, бидејќи накрај поголемиот данок ќе падне на грбот на купувачите. Освен услугите и храната, и цените на недвижностите ја подгреваат инфлацијата. Гувернерот вели дека до крајот на годината ќе се прават напори и мерки за инфлацијата да падне под 3%.